Каледжиеви од Радовиш за само неколку дена успеале да соберат 47.500 евра, пари потребни за операција на нивниот 14 годишен внук. Продале се што имаат вредно, се позајмиле од блиски, пријатели и роднини и ги уплатиле парите во офталмолошка клиника во Истанбул. Во саботата нивниот внук Александар бил опериран, му бил отстранет туморот од левото око и синусите. За операцијата мораше да обезбедиме, односно кошта 47.500 евра, од кои мораше да обезбедиме 30.000 евра за да се закаже подхитно, бидејќи се работи за многу тешка операција. Подхитно требало да се направи. Обезбедихме 30.000 евра, нешто дел од нас со помош од пријатели и роднини, и средствата се уплатени и операцијата беше закажена и извршена. Баба му и дедо му раскажуваа како од симптоми на инфекција на око по неколку дена на една од приватните клиники во Скопје му бил диагностициран туморот. Прво окцето кажаа дека е инфекција, после кажаа дека е воспаление. Но тоа ништо не испадна и кажаа да се носе детето за Скопје. Однесеа го детето за Скопје, со тие испитувања кажаа дека треба негде во странство да се лечи. Сега веќе в четврток ќе мора да уплатат нови 60.000 евра, со што би се отпочнала хемотерапијата. Очајни дека не може да соберат толку голема сума на пари, упатија молба до сите хумани граѓани да помогнат. Малиот Александар да продолжи со безгрижните детски денови и својот омилен спорт, фудбалот. Апел давам до граѓаните. Кој може и колку може само за да даде, за да се спасе детето. До сега сите што се помогнале, многу сум благодарна, а благодарна ќе бидам и на тие што ќе помогнат за овај детски живот. Диагнозата на Александар е само едно од вкупно 1200 регистрирани тумори во светот со енормно прогресивни и бараат итен третман. Поради итноста на зафатот, семејството не поднеле барања ниту во фондот за здравствено осигурување, со што ќе им бидат рефундирани средствата. Лекарите од приватните клиники ги испаничиле и им рекле веднаш да заминат за Турција. Сега единствената надеж за Александар е да се соберат пари за хемотерапија, за негово поскорешно оздравување и враќање во Македонија.